Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Зоран Заев е нервозен и очен човек. Фатен во криминал, тој на очиглед на целата јавност тргува како на пазар со демократските вредности, правната држава и со државните интереси на Република Македонија. Затоа, угледниот весник Економист, Македонија со Заев ја нарекува хибриден режим. Тоа што аболицираниот Заев ќе посака, тоа парламентарното мнозинство му го доволува само за да го спаси од идна кривична одговорност. Зоран Заев брза да донесе закон за јавно обвинителство за да не може скандалозните аудиобомби да се користат против него на суд. Да подсетиме дека во Собранието на Македонија се слушна гласот на Заев како јасно и гласно кажува дека знаел за матните сделки на Боки 13, за изнудата на милиони од бизнисмени со кои се финансирала неговата телевизија, за криминалот со Меѓународниот сојуз, но и за скандалозната објава дека тој и функционери на СДСМ му помагале во обезбедување на пари за наводно рекламирање далеку пред да се обзнани аферата Рекет. Што ли треба повеќе за Русковски и Јовевски да слушнат за да ја прошират истрагата за милионскиот рекет? Веќе се надзира главата на криминалниот октопод и сите веќе знаат дека таа се наоѓа на Илинденска безброј. Заев не само што знаел за криминалот, туку има сериозни индиции дека и свесно го помагал, а јавното обвинителство се уште молчи. Затоа се вели, еднаш пазарџија, секогаш пазарџија. Без разлика дали се работи за пиперки, бостанни, патлиџани или краставици, или пак се работи за право, правда и национални интереси. Пазарџијата Заев сега распродава се за некој ситен бенефит плюс, пред да му се затвори тезгата и да одговара кривично. На 12 април ќе следи одговор и казна.